специализант Маријан Маролов, 5-та година на оториноларингологија. Прво да ја поздравам целата евроатлантска интеграција, желба за аспирација за нашата држава, исто како и предлог мерките за подобрување на нашето здравство, бидејќи ако продолжиме по истиот пат за 5 години не само што ќе немавме лекари, за 10 години ќе немаме ни народ кој да го лечиме во оваа држава. Тоа е едната констатација. Прашањето конкретно, бидејќи цело време збориме за плати за специјализанти, да потенцирам дека оваа толку популистичка мерка е селективна и субјективна и не се опфатени сите специјализанти. Тука не знам, министерот веројатно е запознат, сакам и премиерот да го запознаеме, дека две групи на специјализанти беа занемарени и запоставени. Во оваа група на специјализанти тука сме неколку од нас собрани, бевме изоставени со образложение дека ние сме веќе вработени. Станува збор за специјализантите кои што покрај нивните 24 часовни дежурства, 5 дена работа во сала и така натаму, пробале дополнително да обезбедат некој приход на средства за да си ги платат своите специјализации, да не живеат на грбот на своите родители. Тие бевме изоставени од списоците за плати за специјализанти. Голем дел од луѓето се тука запознаени со ситуацијата, еве прашањето е до министерот, што со оваа група, бидејќи голем дел од нас бевме паушално вработени за да може да имаме здравствено осигурување, бидејќи 5 години живееме без стаж и без здравствено осигурување. И второто прашање е дали во тој закон кој што следува ќе бидат опфатени системски решенија за нас како специјализанти или повторно ќе се молиме и ќе чекаме на некоја политичка одлука. Тоа е прашањето до премиерот. Почитуван премиер, почитуван министер, останати панелисти. Јас сум доктор Игор Дабевски, специјалист по семејна медицина, во моментов подпредседател за примарна здравствена заштита при Лекарската комора на Македонија. Прво, една благодарност за одржаната трибина, една мала сугестија во иднина да побарам поголема вклученост и во планирањето и во реализирањето на промените во здравствениот систем. Комората има и текако што да понуди. Со расширени раце ги пречекавме специјализантите кои изразија желба да земат учество во работењето на комората. Меѓутоа, еве, ова е втор настан кај што како комора и како институција сме, да не речем прескокнати, меѓутоа, еве, активно учество не земаме. Јас разбрав од социјалните мрежи. Предлог за ваква трибина предлагам не само за младите лекари специјализанти кои тука ги гледаме, и за докторите кои веќе работат, кои се специјалисти, а веќе учат јазик, и тие се во еден голем број. Прашањето до господинот премиер, голем дел од вашите изјави и заложби го споменувате јавното здравство, при тоа во ниеден момент, барем јас имам таков впечаток, јавното здравство не го вклучувате приватниот сектор. Доколку не се истовремено испланира некој вид на промена и во примарното здравство, значи начинот на плаќање, кој сега е по типот на капитација, може да се случи домино ефект. Овие доктори, голем дел ќе се преземат од приватните здравствени институции, ПЗУ-а, што може да доведе до колапс на нас, матичните лекари, на приватните здравствени установи. Тука треба да се води сметка, значи во планирањето на вработувањето да не има консеквенции во примарното здравство, заради тоа што начинот на плаќање е многу дестимулативен таму. Мора да се најде некој друг начин, да нема она што рече некој колега претходно, работел за 80-12 илјади денари. Благодарам што ни ја вративте надежда до негде, барем со тоа што сега има плати за специјализантите, но треба да знаете што главната причина за заминување на младите лекари и специјалисти не се само парите, не е само платата. Туку пред се тоа што тие немаат место за напредок, поради тоа што ние не функционираме во меритократски систем. Прво благодарам за вака проактивниот однос и со самото ваше присуство и желбата со овие сите кренати раци, кажувате авангардност во нешто што е желба на сите да се промени кон подобро. Јас сакам да ве охрабрам сите да продолжите во тој дел. Најголем коректив на она што е слабост на нашето општество е јавното и гласно зборување. Вакви трибини на секоја можност, на секоја ниво, за да можеме да ги отстраниме сите овие слабости во нашиот систем кои што функционираат.
Дали е по линија на ЗАЕФ и СДСМ, ВМРО, политички партии, или татко лекар, добро позициониран во општеството со одредени мукни фигури, и сите други се обесправени, немат фери еднаква шанса, најмногу можеме да ги отстраниме ако јавно и гласно зборуваме за тоа. И затоа апелирам, покрај благородната професија што имате, паралелно се едуцирате практично, специализирајќи. Наоѓајте време за ваше присуство преку ваквите организации, секаде, адресирајте одредени прашања, за да можеме да отвориме 16 очи на сите што се одговорни при процесот на одлучување. Првата работа што ја поставивте, соодветното практично пренесување на знаењето. Да, ние ќе стимулираме кај специјалистите со плати, ама ако е скржав да го пренесе знаењето, он ќе е скржав. Како ќе го отвориме неговото срце и душа да пренесе се на младите, јавно да зборува. Отворено да дебатираме, за да можеме сите оние професионалци наши, лекари и специјалисти, да ги мотивираме. Дека ништо не е добро ако се однесе со себе во пензија. Дај да пренесеме колку што можеме повеќе, да мултиплицираме од и тој истиот лекар и неговото семејство, сите ние сме потенцијални пациенти. На крај ни треба капацитет и ресурс на сите на располагање. И мала ни е Македонија, ако можеме таа себичност да отстраниме, во многу што ќе успееме. Од тука сериозни алокации на ресурси ќе се насочат кон здравството. Не само со специјалистите, не само што мора да важи еднакво за сите. Јас не се согласувам и испраќам порака и до министерот за здравство и до министерот за финансии. И на него му благодарам што јас и Венко го убедувавме да определи овие 180 милиони денари годишно потребни за платата на ниво на општ лекар на специјалистите. Не застануваме тука. Апелирам фер третман. Некој морал да склучи некој договор на дело. Да вади 5 банки додека живее и работи тука, оти немаше плата до сега. Дајте им шанса и на тие специјалисти, ќе најдеме пари. Мали пари се тие, за да бидат прво еднакви. Ако сакаме да бидат храбри и отворени да дебатират за овие работи. Тоа го постави доктор Маријан. Системски решенија мора да постават. Значи, не по лично влијание, не дури по перцепција или став на министерот, на премиерот, на началникот на клиниката, не. По основ на дебата за окружување на тие решенија и системски. Која да дојде гарнитура, директорска, политичка или било каква, да се знае дека решенијата се системски. Не зависат од поединци. И ова е важно да не заминуват младите. Дори со 100.000 денари плата, 4.500 евра е во Германија. 100.000 е 1.600 евра. Секако трошковите не се исти, но не е само платата и парите. Фер третман, шанса за секој. Како? Системски решенија. Сите алатки на политичарите, на decision makерите, тие што одлучуваат, мора да им се отстрана. Да има системски законски решенија. И колку што може помалку во правилници и подзаконски акти. Во закон, директно, за да може секој да се замисли ако го крши закон. Правилниците се менуваат. Свесни сме дека мораме да водиме грижа и за приватната пракса. Затоа што веројатно ако одиме со пренагласено мотивирање за јавното здравство, може да уништиме приватната пракса. Не е добро тоа. Мора да има соодветен баланс. Но во моментот мора да се согласите дека главниот проблем во Македонија е јавното здравство. И мораме некако да го подобриме, при тоа водејќи грижа и за приватното. Преку дебатата. Сигурно и тука треба капитациите, сите овие додатоци соодветно, како одат мерките во јавното здравство, ти велиме за сите здравствени работници, за специјализантите, за специјалистите и така натаму, и ќе остане демотивирачки во приватното здравство, па ќе се случи една миграција, која што е непосакувана. Ќе водиме грижа, паралелно за тоа. И на крајот е добро за младите лекари да имат опција на избор. Сето тоа е квалитатив и за јавното и за приватното здравство. А ако не чини приватниот, извини, секој пат имам опција во јавното. Или во јавното здравство, ако не ме ценат, не ми дадат фер шанса, ќе во приватното. И тоа е добар коректив и да не си го уништиме. Шанса за напредок и фер еднакво за сите, реков и зборував за тоа, јас јавно ќе зборувам. Затоа многу често ја користам транспарентноста како алатка. Зошто не ја измисливме ние топлата вода? Нормалните земји, транспарентноста им помага. Отчетноста, одговорноста, но и авангардноста. Младите луѓе се движечка сила секаде. Зборувајте гласно, ама заканувајте се.
оти ве следат веднаш повозрастните, им се тресат пачевиците на политичарите, на министрите, на директорите. Само гласно зборувајте. Ако зборувате гласно, ќе видите како корективите се веднаш поставуваат, оти секој се плаши дека ќе биде сменет, ако не слушне. За кој работиме и постоиме? За младите, за идните генерации. Па фелата ви е таква во која што апсолутно секој го допира во оваа Македонија. И само на тој начин можеме да воспоставиме еднакви критериуми. Ние сакаме сите лекари да бидат вработени. И верувам дека ни се малку лекарите. И затоа велиме дај да ги мотивираме некој да се врати. Значи целта ни е таа. Министерот за финансии има разбирање, ги правиме пресметките. Ние сакаме уште почетокот на 2019 година да има соодветни приходи, ама не е доволно, да има соодветни услови, да има инструментариуми, да има околности и да има фер третмент. Рече професорката дека секој пат било учителот, лекарот, попот, како било, или оџата, тие се најглавните луѓе во општеството. Зошто? Оти тие водат грижа за граѓаните од секој аспект. И ние мораме да бидеме посветени точно и на тој дел. Сега ни се случува со ова што го проектиравме денеска за оваа година за зголемување на дежурствата. Специјалистите од некои просечни 37.000 денари нето плата, што е катастрофа, доаѓаат, барем овде во клинички оддел, до некој, за кратко, до клинички оддел за уште некој 20.000. И целта ни е да дојдеме до 100.000. И тоа кога ќе пресметеме не се многу пари. Неколку милиарди денари се, но верувам дека ако го направиме тоа, а не ги следиме сите други аспекти на околностите, џабеќе и 150.000 да дадеме, пак ќе заминуваат луѓето. Паралелно и другите околности мораме да ги отстраниме. Така да транспарентноста, можноста за еднакво шанса за вработување, напредување, усовршување мора да биде дадена за секој и на крајот, окей, зависи од личната капацитетност на секој поединец. Ама да добие секој фер шанса за надоградбата и до едукацијата. И мора да има одговорност. Како ќе се имплементира, доктор Манев вика, сите реформи, мора да има одговорности за секој, за да не се повтарат работите. Не заради тоа што некој ќе биде казнет парично, не знам, со одзимање на слободата или не. Во казнениот систем секаде е пренесувањето на пораката да не се повтори. И јас верувам дека институциите се ја работат работата и одговорност мора да има на секаде, за да можеме да го нормализираме ова наше општество. Значи, една поголема фирма ние Македонија. Од нас зависи како ќе се организираме. А ќе се организираме сигурно подобро ако бидеме гласни и отворено зборуваме. Можам уште многу што да разговарам, но препорачувам квартални состаноци да инициирате. Ќе гледам јас да бидам присутен покрај министерот за здравство, државниот секретар, заменик министерот за здравство и координатор за здравство поставивме. Преголеми се аспирациите на сите, мора да си оставиме системот буквално под контрола. Затоа што најголемата болка е мотивацијата на младите лекари да заминуваат од Македонија. Ќе сториме се да го демотивираме тоа, кој што во моментот е присутна мотивација. Да не останат овде, секако како еден пакет на сите околности кои што се важни за младите лекари. Благодарам.